Идејата беше многу едноставна. Со овие предмети да имаме всушност 3 поенти. Првата е дека историјата не е само од епохални настани, туку и дека историјата е и секојдневие, преполно со различни ритуали, ситни работи кои го сочинуваат секојдневниот живот. Втората беше да Штипјани ги вратиме буквално во минатото, да се потсетат со носталгичен тот на времето кој живееле од предмети кои тотално ги заборавиле. И третата, а за мене и она неважната, да со учениците од гимназијата Славчо Стеменски направиме работилница со која истите ќе ги вратиме во времето на нивните предци, се со една единствена цел да сватат дека се, односно 90% од онаа што го има овде изложено, а се изложени околу над 200 предмети од секојдневието, денеска тие го имаат во мобилниот телефон. И да направат една разлика за тоа како во период од 900-та, односно од рачно изработени алати, за само 80-ти години дојдовме до првиот персонален компјутер. Односно да го свата тој цивилизацијски скок. Собирањето одеше лесно, бидејќи речи си се од овие предмети се од мојата колекција, од колешката Анита Илиева Николовска од лексикографскиот центар во Ману, затоа немавме многу проблем со собирањето, но навистина беше предизвик сето тоа да се сложи во една хронолошка целина, со која надевам дека посетителите ќе оценат дека беше успешно. Трае еден ден, бидејќи станува збор за многу ситни и мали предмети, одлучивме тоа да трае еден ден, но ќе потенцирам дека фидбекот кој го имавме од Штипјани веднаш не мотивира тоа да направиме уште една, следната пролет, која ќе биде многу поголема и со многу повеќе предмети, кој ќе трае повеќе денови во библиотеката. Ефектот е, како што реков, да сватиме, односно сите ние да сватиме дека во нашите домови имаме колекции кои не треба да се фрлат, кои не треба да се гледат и да се игнорираат, туку напротив, сите предмети кои ги имаме значат многу, кажуваат многу и да биде еден апел дека секој може во својот дом да си дозволи едно каче во кој ќе ги чува барем оние најинтимните, најблиските и најубавите предмети од нивните предци, бидејќи времето на вистина покажува, еве тоа изложбата ни го покажа, дека будат и многу носталгија и многу спомени. Една река престана да тече, една шума остана без лист, една болка душата ја пече, секој ден е пак од вчера ист, една соба остана без тебе, една